Да се направи добра сторија е еден од најголемите предизвици за секој новинар. Прво, да се најде најинтересната приказна од морето приказни. Второ, да се натера соговорникот да зборува пред камера. Трето, да се отиде на терен. Четврто, да се најде... Ворете, Јелена, да не претеруваме. Сите знаеме дека патот до неуспехот не е од тие стории кои тешко се прават. Не знам, тоа снимање некако ми остана најмногу во сеќавање. Тој неопеан херој од нашето време ми даде надеж дека Македонија конечно можеме да ја брендираме. Неговата книга е еден каталог на пропаднати бизниси и долгови. Неуспехот го влече уште од неговите почетоци. Неговиот прв дуќан со име 100 ра во семејната гаража му пропаѓа, а бабината заштеда ја губи во тат. Потоа отвара рибарница, па фризерски салон, па железара, кој исто така ги затвара. Ова е неговата неуспешна приказна. И знаеш како ела, неуспехот преку ноќ му треба многу време. Стив Џобс го има тоа кажано. Изедон го затворив то колонијалчето и се насобра на вересија многу луѓе не плаќат никој. Столе не одведе до местото каде што последно се обидел да направи бизнис. Под хипотека си. Ви ова ми пропаднало ве човек. Зовде има многу замисла. Сакав да отворам она бизнис за шпиунки на вратите што клават. Самуило Војник да пишам. Уба бизнис идеја беше, ама пропадна ете и таа. Може некој ќе оземи дуќанче да ќе се израза, знаеш како е. Вашето име е синоним за неуспех. Дали планирате да се откажете од неуспехот? Знаеш како вели Пауло Коелјо? Во животот треба 7 пати да паднеш, 8 пати да се исправиш. Ево, јас 14 пат се исправам на нозе. И ако ништо не видим, не се откажам, државно ќе ќе работам. Тоа е. Тука некаде го оставаме Столе со насмевка на лицето и со помислата дека сите ние сме Столе понекогаш. А вие, драги гледачи, запомнете, во животот не постои каење, туку лекции. Дженифер Анистон.